Ината од 11 октомвриското востание. Прославата на народното востание во Прилеп, еден од двата градови херои, традиционално започна уште синоќа со импровизираниот напад на участокот. Секоја генерација има своја цел и своја битка. Нашата е добиена, а сегашната е да се зачува со животот и територијалниот интегритет, порачаа првоборците од денешната прослава. Секоја генерација има своја цел и своја битка. Нашата е добиена. Имаме самостојна и независна држава која денеска ја одбележува 72-та годишнина од вооруженото востание против фашистичкиот окупатор. Сегашната треба да го зачува со животот и територијалниот интегритет и Македонија да влезе во НАТО и ЕУ, порачаа борците од Прилеп, од градот Херој првоборец на големиот македонски празник 11 октомври. Moramo da бидеме сплотени, moramo да евентуално заеднички мислиме, moramo да се помириме и да единствено мислиме за евентуално отражување на ово парче земја што ги имаме слободно да го бар зачуваме. Во градот под Марковите кули денеска бројни државни и партиски делегации, председателот Георги Иванов, началникот на генералштабот на Арама Горан Чокотески и делегации на Сдруженијата од НОП од соседните градови. Заедно им одадоа почит на хероите и на сите оние кои ги вградија своите животи за самостојна и независна македонска држава. На паркот на револуцијата, на алејата на народните херои и на спомениците од Кузман Јосифовски Питу и Методи Андонов Ченто. Секогаш Прилеп несебично застанувал на браникот на својата татковина, така било досега, така ќе биде и од сега понатаму. Меѓутоа, сега борбата на овие современи генерации, сегашни идни генерации, ќе биде создавање на европски Прилеп и европска Македонија. Од грешките во минатото треба да се учиме, порача од Прилеп подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Борците кои што и ден денеска се организирани покажаа дека во даден момент биле подготвени и многумини ги жртвувале своите животи. Прво Македонија да биде слободна, а денеска да биде и независна. Во одбележувањето на 72-та годишнина од вооруженото востание на македонскиот народ се вклучи и Арама. Беа изложени повеќе борбени средства, без малку од сите единици, а баталјонот за специјални намени волци изведе и показна вежба, спасување на повредени при акција. И љубителите на олтајмерите од Македонија во Прилеп го направија октомврискиот спој меѓу старото и новото. Државниот празник 11 октомври одбележан и во Скопје. Политички делегации и делегации на Сдруженија денеска положија букети цвеќе на партизанските гробишта Бутел, на гробовите на првиот председател на независна Македонија Глигоров и на трагично загинатиот председател Трајковски, како и на повеќе споменици подигнати во чест на хероите. 11 октомври е празник над празниците и треба вечно и достојно да се слави, бидејќи тогаш беше испишана стратегијата за национална слобода и собствена држава, рече генерал Тодор Атанасовски. Не е еден цикличен, едновремен, едновалентен настан, него е тоа еден цел период од 4 години борба во која учествува македонскиот народ во еден широк контекст на Втората светска војна, која е по карактер антифашистичка војна. Ништо полошо на еден народ не може да му се случи од или бришањето на нек дел од неговата историја или својатањето на неговата историја. Тоа се исто така гревови кои се подеднако лоши. И дел од граѓаните се присетија на своите најблиски кои го дала животот за Македонија. Најголемиот празник на Македонија е 11 октомври. Има паднати борци многу. Мојот татко. Прилепски многу да има. Да. Јако сум имал 10 месеци. Не го паметам. Има големо значење зашто едини тој празник во Прилеп и во Куманово, мислам, нашите останици дигна. Мој татко бие правоборац, дедо ми правоборац. Не сум македонка, али за Македонија живим. Поубаво би било кад би се сви заедно сложиле. Делегации со свежо цвеќе им одадоа почит на паднатите борци за ослободување на македонскиот народ на партизанските гробишта во Бутел, на гробовите на председателите Киро Глигоров и Борис Трајковски, генералот Михајло Апостолски, споменикот на Методи Андонов Ченто и на паднатите херои за Македонија.
Срджан Керим, Решат Амети и Драги Аргировски се годинашните добитници на 11 октомвриската награда. Ова е појако затоа што овде е покривот на нашето собрание, таму е генералното собрание, тоа го делиме со целиот свет. А ова е наше, не го делиме со никого, според тоа поголема е радоста, поголема и подлабока емоцијата. Ова е за мене исто така и стимул и за понатака, уште со поголеми уметнички сили да ја представиме државата со ликовни квалитети и со културни вредности. Се може да се направи во државата ако нема афирмација на тоа, ако нема точна информација, ако нема благовремена информација, од тоа нема ништо. Затоа мислам дека нашата улога на сите нас, новинарите, е многу значајна. Али Ахмети ја заврши посетата на Брисел, Хак и на Париз со средба со ново